Епидемијата на употреба на ботокс и филери во Македонија го вклучи црвеното светло кај лекарите. Се повеќе пациенти со компликации од нестручно аплицирање на овие медицински средства ги полнат амбулантите кај специјалистите дерматолози, но естетските и пластичните хирурзи. Од распаднат задник до тешки инфекции, затворени очни капаци, до некроза на ткиво, се компликациите регистрирани во Македонија кај пациенти кои се изложиле на третман со ботокс или филери направени од нестручно лице во немедицински услови, но и со неквалитетни производи. Лекарската фела бара измени на законот со кој естетската медицина ќе биде забранета за практикување во козметички студија и надвор од здравствени установи. Но дали тоа ќе го реши проблемот со црниот пазар на анти-ејджинг третманите во земјава, но и на шверцот на ботокс и филери? Дали Македонија е на чекор од катастрофа што може да и се случи во естетската медицина, односно да влезе во статистиката на земји каде поради надри лекарство и лошо спроведени интервенции со ботокс и филери се загрозени човечки животи? Добра вечер, јас сум Тамара Грчаровска и со темата почнуваме веднаш по рекламите. Стартуваме со топ темата. Со мене во студиото се тројца лекари, и тоа доктор Анџелка Илиева, специјалист дерматолог, доктор Игор Пеев, специјалист за пластична и реконструктивна хирургија, и доктор Маријан Денковски, председател на стоматолошката комора на Македонија. Добра вечер за сите тројца. Доктор Илиева, ќе почнам со вас. Со она што заврши во најавата, дали сме пред катастрофа во Македонија во естетската медицина од несоодветно и аплицирање на ботокс и филери, но и во несоодветни услови? Па видете, земајки го предвид фактот што се случи во соседна Република Бугарија наскоро, може би не сме далеку, не велам катастрофа, меѓутоа навистина се почесто ние лекарите гледаме сериозни компликации од пациенти кои доаѓаат во нашите ординации, за жал. Инаку да појаснам, во Бугарија пред 10 дена, една недела, имаше случај каде што докторка од Русија, ако не се лажам, која се представувала поточно дека е докторка од Русија, аплицирала ботокс и филери, а не била стручна за тоа, така да 11 жени, ако не се лажам, завршија хоспитализирани, и тоа некои од нив и се борат за живот. Да, за жал, околу 11 пациентки, колку што и имаме информација од колегите, 3 од кои завршиле на респиратор, станува збор за системска реакција на ботулинов токсин, со ботулизам, така што навистина еве јавноста во Бугарија доста се крена за овој случај, нели, да се заложи што се случило, како тие жени завршиле во ургентна амбуланта. Доктор Пеев, до Министерството за здравство, тоа е темата о која се собравме вечерва да ја отвориме, поднесовте барање за средба, поточно и до комисијата, Собраниската комисија за здравство, за измени на законот за јавно здравје, од кој потоа произлегува правилникот за работа и на здравствените установи, но и на козметичките салони. 3 здруженија стоите зад ова барање: Здруженијето за естетска медицина, Македонската асоциација на пластични, реконструктивни и естетски хирурзи, Здруженијето на дерматовенеролози. Барањето е за измени во членот 33, кој се однесува на традиционална и комплементарна медицина, што фаќа тетовирање, пирсинг, трајна шминка, акупунктура и активности за нега и разобувување. Што конкретно барате со ова измена на законот? Ова иницијатива, добро вечер до сите и фала на поканата и интересот. Ова иницијатива поднесена од овие 3 здруженија, која што треба да го отвори прашањето на уредување попретизно, бидејќи овој правилник е донесен во повеќе од пред 10 години, кога практично и многу малку било користено и ботулинов токсин и филери, но со тек на време мораме да го следиме трендот и актуелноста на овие нови продукти што излегуваат, и општите одредби го става, значи, користењето на ботулинов токсин заедно со лазерска, например, липосукција и филери во исто ниво со тату, пирсинг и слични козметички третмани, што навистина е сосема различно. Тоа им дава за право на некои што не се медицински обучени лица да го користат овој препарат во своите салони. Нашата идеја е да се отвори иницијатива за како по-добро и нели по-суштински да се уредат правилата и професионалците кои што може да користат ова, токму заради тоа да спречиме било вакви или пострашни катастрофи како ова во Бугарија. Случајно се погоди ова, значи нашата иницијатива е поднесена на 29 јануар
и кон Комисијата за здравство при собранието на РСМ и кон Министерството за здравство во истиот ден. Поддржани сме од над 300 доктори, значи дел пластични хирурзи, специјалисти, дел дерматолози и членови на Сдруженијето естетска медицина, каде што освен од оваа фела, односно од овие специјалности, имаме и други специјалности, и стоматолози, и орални хирурзи, и максилофацијални, и доктори кои што се обучени да го испорачат, значи да испорачат оваа услуга. Малку може ли да појасниме за гледачите што е ботоксот, а што е филерот? Тоа се медицински препарати. Така, они спаѓаат во групата на медицински помагала се филерите, ботоксот. Но и не се воопшто безопасни ако меѓутоа, самиот ботокс е бренд нейм, односно фабричко име на една фирма. Во суштина станува збор за токсин од ботулинум, Clostridium botulinum бактеријата, кој што во мали дози може да доведе до парализа на сакани мускули со цел да се намалат експресијата на тие мускули, а со тоа последователно и појавата на брчки, и тоа е практично козметичката индикација. Има над 300 индикации во кои што овој препарат се користи и надвор од естетската, во други медицински потреби. Например, при искривен врат може да се користи да се исправи вратот, или при појава, например, на некои стенози, на сфинктери, анални, така натаму. Значи има многу друг тип на хиперхидроза, една исто многу честа, значи при преголемо потење. Но од наш интерес е да се користи за естетска индикација. Но и поради тоа треба да се контролира за да не... Но апсолутно преголеми дози, како во случајот, може да доведат до вакви тешки последици на ботулизам, односно парализа на големи мускулни групи, како например диафрагми, може да доведе до фатални последици. Доктор Илиева, зошто сега се реагира на овој член од законот кој е донесен во 2010? Законот е донесен во 2010 година. До 2016 има неколку измени на законот, од тогаш не е минуван, барем она што стои на Министерството за здравство за овој закон. Што се промени во меѓувреме за сега да се бараат вакви измени? Што се случи? Видете, естетската медицина е најнова и најбрзо развивачка гранка. Значи, овие услуги земаат се поголем замав. Извршувањето на естетски интервенции од страна на колегите, пациентите се почесто подлегнуваат на естетски интервенции и ова кај нас стана секојдневие. Ако порано еднаш во месец сме имале пациент со некаква компликација предизвикана од естетска интервенција во немедицински установи, верувајте, денес имаме скоро секојдневно. Значи, ние на неделно ниво, претпоставувам и на универзитетската клиника, имаат барем по еден пациент кој на вистина е жртва, да кажеме, оштетена страна на едно надри лекарство или на, не знам, последици на вршење на вакви медицински услуги токму во немедицински установи. И ние како лекари, почитувајќи ги сите начела на нашата лекарска фела, навистина мора да ги заштитиме на прво место пациентите. Значи, на прво место е правата на законот за права на пациенти, така што ние се грижиме да решаваме компликации кои што се извршени од немедицински лица, ние како лекари во медицински установи, и да тоа да не биде секојдневие, навистина не е соодветно. Ако може јас да додадам, естетската медицина вклучува главно инекциони техники, меѓутоа овде спаѓа естетската хирургија, и тоа е една од најбрзо растечките гранки. Овој закон бил донесен тогаш и не бил, можеби бил актуелен во тој момент за тие услови, но со развојот на оваа гранка, мислам дека е застарен, треба да се обнови, зацкрива некои нерешени моменти и не е во моментот актуелен. Односно, бил тогаш, меѓутоа сега не е. Да, не го покрива опсегот на она што сега се случува на... законите ги менуваме покрива. зависно од актуелностите и потребите. Мислам, ова е исто една динамичка материја, како што е и развојот на естетската медицина. Доктор Денковски, тука се 3 здруженија, ја нема стоматолошката комора, но вие се залагате да биде регулирана оваа гранка, бидејќи сте многу засегнати, бидејќи стоматолозите, поточно оралните хирурзи, се тие кои можат да аплицираат, значи ботокс, филери
и да прават такви третмани кај пациентите, што значи тие можат да имаат проблем поради надри лекарство или несоодветни на други употреби. Дали ќе се приклучите на оваа иницијатива? Благодарам на поканата. Добро вечер до вас и до гледачите. Ние веќе 2018-2019 година, пред корона времето, сакавме да се дојде до промена на ова. Бидејќи насетивме дека се повеќе ќе има вакви случаи и се повеќе ќе има промени на тоа поле и што се случува, дека се повеќе стоматолози ќе влегуваат у овој потват. За сега, значи само родните хирурзи имаат можност по правилниците и по листите на услуги. Но сведоци сме дека се повеќе, па дури ја мислам дека и најголем број на наши колеги, наши членови работат на примена на овие хиалуронски филери и на ботокс терапии и на ботокс козметиката, така да сметавме уште тогаш дека треба да се сменат правилниците, законот да се смени, затоа што, како што кажаа колегите, тоа е старо, тоа е надминато и едноставно динамиката на животот мора да трпи промени. Ние сега, ако чекаме да се случат проблеми како во Бугарија и да менуваме закони, мислам дека ќе биде досна. Така да не да се приклучуваме, него ние имавме и пред 4-5 години заеднички средби, каде што ние сакавме да направиме некоја комуникација и дури и нашите колеги, покрај тоа што завршуваат стоматолошки факултет, они се доктори на дентална медицина и доктори на стоматологија, сепак сметаме дека треба да се акредитираат и да се сертифицираат и они за употреба. Посебно да бидат едуцирани за употреба на филери, посебно да биде за ботокс. Ботоксот може да се користи и како терапевско средство и како естетско средство, бидејќи не е ограничено на една работа, тука и PRF-от, PRP-то, така да има простор и потреба да нашите колеги дојдат до дополнителна обука ради сигурноста и нивна пред се, но и на граѓаните сигурноста, затоа што не е sejedno да заврши стоматологија или да не заврши стоматологија, нема лиценца, боцкаш, и не само што се боцка во амбуланти, се боцка и во козметички салони. Нашите колеги идат таму за мали хонорари, си го рискираат и кариерата си, рискираат и се. Ги споменавте иницијативата од 2018-19 за измени на правилникот, како заврши тоа? Заврши со тоа што се прекина разговорите зашто короната почна и ние едноставно се беше тргнато на страна. Ние тогаш и со Министерството за здравство и со Државниот санитарен инспекторат баравме начини да го регулираме, затоа што козметичките салони предначеа тогаш. Многу беа напред со употреба на овие средства и баравме Државниот санитарен инспекторат да преземе некои мерки за да може да се насочат на промена на законот и правилникот, да може да реагираме во тој правец. Доктор Пеев, правилникот за простор, опрема и кадар за вршење традиционална и комплементарна медицина на кожа предвидува во член 12 дека за вршење на медицинска козметологија, во што спаѓаат филерите и ботоксот, во здравствените установи мора да има вработено здравствен работник. Тука не се споменуваат козметички салони и така, туку здравствена установа. Така, тоа е контрадикторно, малку исто така. Да, а во делот пак на член 30, не, во член 7 поточно, од истиот правилник се наведува дека таму каде што се извршува вакви терапии треба да биде вработен специјалист лекар. Како може специјалист лекар, например, да биде вработен во козметички салон? Затоа и велам. Мислам, овие два члена се овој контрадикторен момент кој што практично прави една сива зона каде не медицински лица може да го прават ова, да го отвориме и да го решиме. Значи службите, министерство. Бидејќи вие во барањето се директно го посочувате член 33 од законот, така, но контрадикторност има и во самиот правилник. И во правилникот е контрадикторноста и кон членот, бидејќи овој правилник е анекс на тој член. На 33, на 30 да, членот. И овде има многу напишано, значи лазерска липосукција е со духовна енергија, например, споено. Не знам, значи порано не сум бил толку во ова бранша за да можам да кажам зашто и како, меѓутоа сега кога ова станува многу актуелно. Да, кој како го пишувал ова, да. И кој како го пишувал, ние сме имали претходно со други министри состанок, као напишете го вие, ние ќе го спроведиме малку, знаете, треба по-сериозно да го сватиме ова. Неколку здруженија, вклучително и Стоматолошката комора на Македонија, да седнеме
И лекарската комора, нели? Лекарската комора секако да се седне, работна група, да се направат најсоодветното решение, ако треба да се копира од околните земји како е тоа решено, со цел да не чекаме да се случат несреќи, па како и што најчесто ние сме научени по свестум да реагираме за нешто што можеме. Видете, ако еден лекар, сите лекари обновуваме лекарска лиценца. Нели еднаш на 4 години или на 7 години, така беше, извинете. Значи, за да може лекарот да ја обнови лиценцата, треба да биде вработен кон некоја здравствена, дали приватна или јавна установа. Како лекар кој што е вработен во трговско друштво, во превод козметички салон, би можел да обновува лиценца и да остане да биде лекар кој е навистина вработен во трговско друштво, а не во здравствена установа. Не, има тука и една друга работа. Доскоро не беше дозволена дополнителна работа на лекарите специјалисти. Од скоро е можно, ама во соодветна специјалистичка ординација од неговата специјалност не е можно лекарот да биде вработен во ТД, во козметички салон. Тоа е невозможно за да може да ја обновува лиценцата. Значи се работи пак. А пружење на услуги? Невозможно е. Ако не работи како значи на медицински услуги. Како би се пружеле? Бидејќи правилникот кажува дека за вакви услуги треба да биде здравствена установа. Значи и да е вработен не може бидејќи не е здравствена установа. Значи комплетно е контрадикторно. И ова ви прашувам бидејќи на социјалните мрежи може да се надат еден куп на понуди, каде што се нудат... Сега за Валентайн, многу понуди. Сега е бизнисот. Да, каде што... И за 8 март. И за 8 март, точно. Да, за 8 март. Доктор Илиева, земјите од регионот, како Србија, Црна Хрватска, мислам дека и Грција и Бугарија, веќе го имаат уредено овој дел, токму од истите причини, но пред 4-5, можеби 6 години. Зошто ние доцнеме? Дали до нас сега стигнува бранот или не бевме свесни какви последици може да предизвика? Ние можеби чекаме да учиме од соседите. Да, навистина во Србија има околу 2-3 години каде што законот е среден. Исто така долгогодишна битка беше на српските здруженија, меѓутоа нормално со поддршка од нивното Министерство за здравство, специјални доедукации на колегите лекари, како што кажавме, кои што се и надвор од областа дерматовенерологија, пластична хирургија и орална хирургија, доедукации за да можат соодветно да извршуваат таа услуга и апсолутна забрана за вршење на било какви медицински дејности. Во Англија имаше смртен случај после кој што навистина направија Safe Face UK, разноразни алатки, каде што навистина е потребно и самите пациенти да се информираат, значи да се подига јавната, нели токму затоа ова го правиме и го зборуваме. Ние треба од една страна како здруженија и ФЕЛА да помогнеме на институциите и вајсе верза. Значи треба и институциите да ни помогнат нам, затоа што, како што кажав, на крајот на денот пациентите се најважни и тие последици кои што ги трпат навистина трајни последици по изгледот и по здравјето, некогаш и опасно по живот да може да престанат. Инаку кога споменавме Србија, во нивниот правилник еве еден допис најдов од Министерството за здравство, тука се наредени цела низа на третмани, услуги кои кај нас се уште се извршуваат во козметички салони. Сега да не ги набројувам, но тука наистина кога ги прочитав, ласерски, класификација, фото, IPL, има класификација, апсолутно се знае што представува работа на кожа, се знае што е работа со продирање во кожа, колку во длабочина е тоа продирање, во кој слој на кожата, нели ако се преминува тој стратум корнео, површинскиот слој на кожата, каде што навистина во подлабоките слоеви може да предизвикаме длабока ткивна инфекција. Ние зборуваме за работа со крв. На прво место треба да го заштитиме населението од ширење на заразни болести. Хепатитис С, например. Например, ХИВ, хепатитис С и така натаму. Значи, не во исти слоеви се случува тетоважата и инјектирањето на ботокс и филери. Значи, ботоксот, ботулиновиот токсин се аплицира... Колку треба да влезе иглата во лицето за да се инјектира? 6 мм најмалку. Значи, ботулиновиот токсин се става во мускулот кој се наоѓа под кожата, за да би можел да се релаксира и да нема... Значи, станува збор за длабока апликација. Да им објасниме на гледачите што представува тоа.
спомна доктор Анđelka за ботулинум. Има една плејада на разни видови на материјали и за секој од тие има различна надлабочина кој каде може да биде ставен и каде ќе даде добар ефект, каде ќе даде недобар ефект. Ме разбирате, некој треба длабоко до коска, некој треба површно, некој треба меѓу коска и тоа е една цела наука која што се учи. Не, ова го прашам чисто неформално тоа образование. Знаете, не е тоа боцкање, не е тоа боцкање, тоа е 6 мм навлегување во ткивото, продирање во повреда на ткивото и апликација на страно тело во самото ткиво. Каде и колку длабоко и колку количински ќе се стави и у близина на која структура, дали е нерв, артерија, вена, различни работи може да настанат. Најчесто луѓето што не се лекари, тоа и не го сваќаат. И што е уште пострашно, последиците кои ќе настанат, компликациите, не ги препознаваат. Значи, учењето на овој неестетска медицина со тек на време и ние учиме, никој од нас не е совршен, поентата е да се рано препознаат евентуално настанатите компликации и многу е значено, битно да во моментот се интервенира. Навлегување на филер во еден крвен сат може да има да доведе до големо оштетување на ткивата. Најчесто немедицинските лица тоа нема да го препознаат. Пошто повторно во позадината е медицината. Талентот, дарбата, желбата за убавина, желбата разубавување, нели сенсот за уметност и така натаму е шлагот од таа торта. Тортата е медицина, значи ова е медицинска услуга и така и треба да гласи, а не козметски третман. Медицинска услуга која што треба да ја вршат доктори по општа медицина, доктори по дентална медицина, минимум услови. Секој специјалистички момент би било екстра, дали е тоа дерматовенеролог, пластичен хирург, орален, максилофацијален итн. Со дообучување и доквалификување, бидејќи тоа споменав, ова е неформално знаење. Ова ние не го учиме во склоп на нашата формално знаење. Но може би еден ден ќе се учи како што е актуелно во моментот брзо растечко, барем јас тоа не сум го учел, може би младите генерации, да. И ова е вовед во едно нешто друго што се вика одделување на една гранка, може би ќе има директна специјалност естетска медицина, естетска хирургија. Веќе има во некои земји курикулуми на универзитетите каде луѓето специализираат естетска хирургија и воопшто, што е дел од по моментот од плачната хирургија, и воопшто не се бават со реконструктивни техники или третман на изгореници. Ме разбирате? Да. Зошто? Бидејќи интересот во моментот е навистина голем. Не може еден човек, посебно во големи земји, да се бави со све. Најдобро е да има субспецијалист за, како што сум јас, например, за плачна субспецијалист, би бил можеби некој друг субспецијалист за естетска медицина или само за естетска хирургија или не знам. Ако идеме до совршенство, можеби ќе биде субспецијалист само за периорална регија, некој ваш колега, например, олен хирург. Зборот ми е дека ние го немаме основното, ова што ви го напоменат, претпоставувам ќе биде иднината, но да почнеме од базата која што е во моментот стар правилник од пред 10 години, повеќе од 10 години донесен и може би бил актуелен тогаш, но денес е out of date. Мора да се промени. Доктор Денковски, што најмногу ве загрижува? Нестручноста, несоодветните услови, несертифицирани изведувачи или непроверени производи? Па нема ни прво ни последно, нас се не загрижува затоа што е потребата, што сметаме ние е неопходно прво да се донесе правилник, затоа што не е sejedno правилникот што е донесен за опрема, простор и кадар, сегашниот, за општа стоматологија или за било која специјалност од стоматологијата, е една работа. Сега имаме неопходна потреба за носење на правилник за опрема, простор и кадар за ова гранка, више се отвара нова гранка, која што кажа Да, има и стоматолози, поточно орални хирурзи не навлегуваме тоа. Ние ставот наше дека и докторите дентална медицина, општите стоматолози, не само оралните хирурзи, сите стоматолози да имаат со дополнителна квалификација, дополнителна обука, право и регулиран статус за употреба на вакви средства. Не е нашата цел. Значи, нашата цел основна е да медицински лица бидат. Што е користно. И во медицински установи. И во медицински установи кои ќе добијат одобрени од Министерството за здравство за соодветни услови на самиот простор и опремата која имат, затоа што спомна, во можност на компликација мора да има подготвено препарати кои се користат веднаш
во услови на компликација појавување. Или сертификатот мора на материјалот да биде чуван како треба. Не може да се чува нестандардно материјалот. Може да го донесат од било која земја у кесичка и да го држат така со месеци на топло, ладно, како што не треба. Значи мора да се знаат правилата кои се и на крај на почеток не е AliExpress да се внесуваат материјали, него треба да има регистрирани материјали преку Биро за лекови кои ќе се контролираат и за кои ќе има сертификат при употреба. Нашата цел е легализација, регулирање на професијата, затоа што ова е се почест случај. Многу ќе расне потребата кај населението, кај граѓанинот, а ние мора да се грижиме и за граѓанинот, но пак да се вратиме и за обликот на давање на самата услуга од нашите колеги. Тука ќе го погледнеме разговорот кој го водев денеска со директорот на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, доктор Кирил Лазаров, токму на темата за контролата врз козметичките салони и што утврдила инспекцијата во контрола и дали таму се извршуваат нелегално или легално вакви третмани. Доктор Лазаров, дали Државниот санитарен и здравствен инспекторат врши редовни контроли врз козметичките салони за нивната здравствена и санитарни услови, особено оние кои вршат третмани на кожа? Државниот санитарен и здравствен инспекторат согласно надлежностите кои што се уредени во Законот за санитарна и здравствена инспекција, Законот за јавно здравје, од кој што произлегува правилникот за поблиски услови и критериуми во однос на просторот, опремата и стручен кадар за вршење на активности на кожа, активности кои што фаќаат продирање во кожа, како и лиферување и начин на информации со кои што се презентираат здравствените ефекти од ваков тип на интервенции, да Државниот санитарен и здравствен инспекторат врши надзор на козметички салони и салони за разубавување, и тоа редовни, вонредни и контролни инспекцијски надзори. Значи, во овој правилник, согласно критериумите кои што ги спомнав, во однос на просторот, во однос на опремата и стручниот кадар, кои што треба да ги исполнуваат објектите кои што даваат ваков тип на услуги, е наведено. Значи, за мануелна козметологија, ќе посочам неколку примери, значи третмани за разубавување на лице и тело, мануелна масажа со сертифицирани креми, надоградба на ногти и коса, депилација со восок, аплицирање на пилинзи со овошни киселини, значи потребно е вработување на лице со најмалку средно образование козметичар, средно образование, средно медицинско образование или друг вид на средно образование со завршена обука, односно сертификат од верификувани спроведувачи на овие обуки, додека за медицинска козметологија, согласно правилникот, потребно е вработување на здравствен работник со високо медицинско образование од областа на медицината, значи специјалист, дерматовенеролог, за давање на услуги. Пример, значи лазерска фотоепилација, електрична епилација, фотосклероза на капилари и мали површински вени, длабоки пилинзи со овошни киселини и хемиски пилинзи, како и третирање на лузни одакни, потоа келоиди, брчки, стрии и употреба на ласери, филери во третмани. Значи, како што спомнав, за овие интервенции потребен е стручен период и согласно правилникот потребно е, значи, вработување на здравствен работник со високо образование од областа на медицината
значи специјалист дерматовенеролог. Колку вакви контроли се направени во 2023 и 2024 година? Државниот санитарен и здравствен инспекторат, согласно годишен план и програма, во тек на 2023 година имаме извршено вкупно 418 инспекцијски надзори, додека во тек на 2024 година имаме извршено 433 инспекцијски надзори. Ова се и како козметички салони, Да. А какви недоследности се утврдени? Па вака, најчесто констатираните се недоследности кои што се однесуваат на непочитување на одредбите од Законот за заразни болести на населението, кои што најчесто опфаќаат, значи, незадоволителни хигиенско-санитетски услови, неизвршени хигиенско-санитетски прегледи, неизвршена превенција на дезинфекција, дезинсекција, дератизација, како и користење на производи кои што се со неуредна документација и со поминат рок на употреба. Во 2023 година издадени се 144, додека во 2024 година имаме 138 решенија за констатирани санитарно-хигиенски недостатоци, при што се изречени вкупно 6 решенија за забрана на вршење дејност заради неисполнети услови на вршење на дејност. Дали контролите утврдили нелегално аплицирање на филери и ботокси во страна на козметичките салони? Па вака, со оглед на тоа што за да се докаже во еден козметички салон дека се вршат активности кои што не се во согласност со правилникот, а при тоа мора да напоменам дека собствениците на козметички салони се информирани дека за вршење на медицинска козметологија, која што опфаќа апликација на филери и ботокс, значи се треба да имаат вработено доктор, како што спомнав, нели, здравствен работник, специјалист дерматовенеролог. Ние од страна на инспекторатот имаме изречено казни таму каде што има докази за пружени услуги. Тоа најчесто како информација го добиваме од издадени фискални сметки од незадоволни клиенти. И во вкупно имаме 5 вакви пропишани казни во 2023 и 2024 година. Ако можем сам како град, како локација? Не можем да ви мислам. Но 5 са. Да, во 5. Дали утврдено дали тоа го правиле нестручни лица или пак условите каде што било вршено биле несанитетски и во делот на нестручни лица и во делот на условите. Морам да споменам дека исто така и во здравствени установи кои што имаат дозвола за работа како специјалистички ординации по орална хирургија и максилофацијална хирургија, согласно листата на здравствени услуги, кои што имаат право да аплицираат хиалуронски и ботулински филери, периорално и во лицева регија, нели, согласно третман на брчки со ботокс, ние како државен санитарен и здравствен инспекторат имаме констатирано во повеќе стоматолошки ординации кои што вршат рекламирање на ваков тип на услуги и ние како мерка имаме изречено забрана за вршење на рекламирање и согласно тоа и давање на услуги од ваков тип. Какви се санкциите за тоа? Санкциите, согласно законот за јавно здравје, се, значи, издавање решение за забрана за вршење дејност, при што се изрекуваат глоби во денарска противвредност и тоа од 500 до 10.000 евра за правното лице, 500 евра за управителот на субјектот и 250 евра за физичко лице. Ние, значи, како што спомена, во 2023-2024 година имаме санкционирано, значи, односно имаме 4 казнети правни субјекти во 2023 година и 1 правен субјект во 2024 година. Кој е висината на казните? Значи, ги спомнав, да, значи, од 500 до во рамките на
казнен тоа во зависност од големината на правниот субјект. Тоа беше разговорот со доктор Кирил Лазов, директорот на Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Доктор Илиева, сметате ли дека ова е реалната слика за тоа што се случува во Македонија во овој домен? Видете дали е тоа реалната слика, ние како 5 казни, лекари 4 во 2023, една во 2024, а велиме дека има епидемија. Ние како лекари навистина не е во наши ингеренции да кажеме дали сепак нели тоа е тоа работа на утврдиле, инспекторатот, меѓутоа сигурно дека Не. повторно зборуваме тогаш кога било ова донесено, немало таков замав и инспекторатот веројатно можел да постигне да врши Да, толку инспекции. капацитетите се тие, но сум сигурна дека не оспоруваме с работата на инспекторатот, туку со нивните капацитети успеле, мислам колку што успеле. Па јас се израдувам да ви кажам, јас не Дури сме мислам дека изненадени уопште за толку. постои. Дека уопште постоело казна. Апсолутно не е реалната зборуваме слика, за, например, ако се отворат социјалните мрежи, буквално ве бомбардираат. Еве јас само што правев истражување овие денови на темата, не можам да си го отворам Фејсбукот или нешто, бидејќи нели алгоритмите што сум пребарувала, јас сега ми излагаат сите можни Јас сум попусти. позитивно изненаден ако имало вакви казни и глоби, мислам. видете не е тоа некаде нешто да се почне. Да, уопште мислам дека не постојат. Не е тоа нешто тајно во моментот. Значи, сите тие услуги, онаму каде што се вршат, секогаш се рекламирани во најмала рака по социјални мрежи. Така што Најчесто е проблем да се иницира ваква пријава од незадоволен пациент, пошто не сакаат да го пријават местото. Не може по докторот. фискални сметки. Значи, Да, баш добра идеја, меѓутоа најчесто не сакаат да кажат никој, никако, ништо и така тука тоа завршува. бидејќи само така може да се институциите така, да но- реагираат, не може вие да кажете ми Да. дојде пациентот Видете, таму и таму, нашата значи тоа не идеја се е важи. ние да не така е во изиграваме- Србија, на пример. Докторот е должен Да пријави. по промените законски кои нели ги направија кај нив, докторот кој ќе прими жртва на надри лекарство е должен да пријави во МВР дека има жртва на надри лекарство, соодветно ќе го лекува, меѓутоа е должен да пријави. Така што во Србија така е регулирано, да. Доктор Пеев, еве ги споменавме на социјалните мрежи, таму може да се најдат секакви понуди за анти-ејджинг третмани и неретко може да се прочита, значи по тие форуми кога се кажува тој лекар добро боцка, таму одете, таму има лекар. Ја например, еве, она што го знам, во петокот буквално подготвувајќи се за ова, во разговор со една пријателка, ми кажа дека во местото каде што оди на маникир, кој е во стан, значи не е легализиран козметички салон, во стан каде што прави маникир, доаѓа лекар од градот Западна Македонија, каде 2 пати неделно боцка. Што да ви кажам околу ова? Мислењето? Да. И понатаму ќе има Дали има свесност воопште и кај граѓаните, кај самите граѓани, ние како според ова тоа не. си прават. Така, ние како здружение, идејата ни е најпрво да го заштитиме пациентот од вакви работи. Со наше присуство, како кај вас во емисијата, со наше почесто објавување и на социјални мрежи. За жал сме мала средина каде секој се знае кој што како прави. Една работа, а друга работа и ние колегијално да се вмрежиме и вакви компликации и од други луѓе меѓу нас да си ги решаваме стручно и колегијално. За жал немаме ваков став, не сакам да глумиме лов на вештарки, меѓутоа ако треба и тоа ви се правило, има институции кои што требало да го прават и нашето е да се задржиме на нашата работа, на медицината. Апропо тоа, одржуваме секоја година конгреси и конференции. Следниот викенд имаме симпозиум каде што ќе имаме обука за апликација, значи следниот ден како работилници, воркшоп, хендзон работилници, за да луѓето што се бават со ова гранка добијат вештини стручно надгледани од стручни лица да ги научат соодветно и квалитетно и ефикасно овие техники за разубавување. Бидејќи не сите знаат и не сите отишле во странство да ги
совладаат овие вештини. Доктор Денковски, зборувавме за обука, за сите тие работи, но што правиме со етиката кај лекарите? Например, можеме со законски и со правилници да се уреди каде што како, но што правиме со етиката кога имаме лекар кој оди во стан и го прави тоа? Тоа и пред малку го потенцирав, но прво ќе се вратам на интервјуто, на одговорите што ги даде директорот. Не до крај разбрав дали се казните за рекламирање или за интервенции некои и дали се однесуваат казните за темата за која збориме или за нешто друго. Не, казните се за изречени за претходно. За претходно прашањето. Да. Значи законот за рекламирање. За стоматолозите беше забрана за рекламирање. Тоа е по Министерство за здравство, така да тоа е друга тема за рекламирањето. Од друга страна, ова дали етиката. Сега се доведуваме ситуација да нема етика, има лукративни мотиви. За пари сакаат луѓето си го рискираат и својата кариера си рискираат и си прават на себе штета, нанесувајќи и на други штета. Да отидам ја у стан негде и да работам било која интервенција. Мислам тоа кажува прво за самиот доктор. Нестерилни услови. И со кои материјали, и со што опрема ќе работи, и у какви услови. Но и за свесноста на луѓето. А од друга страна, више влегуваме од ситуација што тој граѓанин или граѓанка смета дека ќе добие во еден таков простор кој е нерегуларен и незаштитен од било кој медицински непогоди. Инаку, пациентите во тој случај биле, ајде да кажам, тинејџери. Уште полоша варијанта е во цел свет. Е дозволено над 18 години. 19 биле? Над 18 години. Мислам дека биле помлади. Над 18 години, дури Америка, Велика Британија, забранети се и воопшто апликации, тоа кривични дела се. Во Британија забрането под 18 години како кривично дело го смета, ако некој аплицира било што, дали филери, дали ботокс кај лица. Но тоа стигнало, тоа уследило од како и ги имам тој податок, во 2017 година во Британија 29.300 тинејџери имали интервенции со ботокс, во 2020 година 41.000 тинејџери, тоа се под 18 години, пошто уследува забраната во Британија дека истото ќе дојде и кај нас, нашите барања ќе се состои и тој елемент затоа што возраста влие. Не може под 18 години, ја мислам се сложуваме сите, да се дозволи било каков пристап на такви материјали и на такви интервенции. Самите продукти пишува not for under 18. Тоа не за бремени жени, не за жени за помлади од 18. И на препаратите тоа е наведено, така да уште сега да збориме дека докторот отишол во стан, апликација на 16 годишна особа, мислам дека тоа говори пред се, но пак регулацијата треба да постои независно. Ние нема да искорениме ова. Никогаш. Ќе има сиви зони, ќе има црн пазар. Но ако нема регулатива, се е сива зона. Меѓутоа, видете, пошто рековте лекар, кога еден лекар ќе направи некаква грешка, тој има начин да се санкционира, дали преку одземање на лиценца, одредени казни. Меѓутоа, кога немедицинско лице ќе направи грешка, како се санкционира? Значи, тоа е надри лекарство, кое е навистина член од кривичниот законник. И како е кривично дело кое треба да се санкционира. Значи, од една страна, ако еве, нели казус X, велиме, во стан лекар нелегално во субстандардни услови, во немедицинска установа аплицирал и така натаму, тој лекар, претпоставам, доколку е пријавен и во лекарската комора и во Министерството за здравство ќе заврши регуларно, би требало со одземање на лиценца евентуално или дозвола за работа. Би додала ако има лиценца. Затоа што има многу доктори кои делуваат без лиценца. И тоа да не го заборавиме. Изврши било какви трајни последици на пациентот, како тоа немедицинско лице ќе биде санкционирано. Возеле вчера без 20 двајца, без дозвола. Не 20 190 двајца. Без дозвола возење и без лиценца работа е постојан проблем. Тоа е всушност возење без возачка дозвола во вашата професија. Тоа е точно. Побаравме одговори за емисијата, подготвајќи се од Агенцијата за лекови и медицински средства од Малмет за околу увозот на ботокс и филери, како е тоа регулирано, кој може, како може. Значи, с ботоксот и филерите според класификација
и законот се лекови, медицински средства и се регистрираат како лек. При процесот на регистрација подносителот доставува севкупната документација за проценка на квалитетот и безбедноста на лекот, пошто се добива дозвола за ово. Сега ова го скратувам, го парафразирам делот за дали се потребни посебни специјални дозволи од Малмет за нивен увоз. Увозот на лекови инаку и медицински средства ги врши исклучиво веледрогериите кои аплицираат во едношалтерски систем Ексим, ја доставуваат потребната документација, доставуваат сертификат за квалитет на производителот за секоја увезена серија. Ова е одговорот на Малмет, значи кој може и каков производ да се увезе. Значи мора да биде сертифициран и да биде со дозвола, значи проверен од кај нив. Ако може да го погледнеме Телоп 1 за тоа дали увозот може да го вршат само здравствени институции или веледрогери, од Малмет одговара дека според законот за лекови и медицински средства увозот на лекови и медицински средства го вршат веледрогери, односно правни субјекти кои имаат решение за промет на лекови или медицински средства издадени од Малмет и кои имаат договор за соработка со носителот на одобрение за ставање на готов лек во промет. Значи тука се исклучени било кој други надвор од веледрогериите. Значи здравствени установи, значи они може да го набават, но ако го набават од веледрогериите, инаку сите производи кои ги исполнуваат барањата на Европската унија, регулативите на Европската унија, и ги препознава агенцијата како такви, кај нас може да бидат поднесени барање за одобрени за ставање во промет. Во денешниот брифинг што го имавме, мислам дека рековте дека постојат 100 фирми на ботокс, дека 20-тина се увезуваат во филери, се извинам, 20-тина се 1-2 филери, а дека 20-тина се увезуваат, може да се увезат брендови во Македонија. 20 години кога почна да станува актуелно овде, имаше еден. Сега се значи веќе. Значи на Македонија во пазарот има околу 20 легално што се увезуваат филери. Па сега некои прекинаат да увезуваат. Од прилика збориме, значи тоа е околу. Инаку ги запрашавме од Малмет и дали повозот, дали е дозволено тие да се купат слободно на пазарот во аптеките од страна на физички лица или може да се купат единствено здравствени установи и од кои, ве молам Телоп 2, одговорија дека промет на лековите, медицинските средства вршат веледрогериите и горе наведениот лек и медицинското средство се однесува на филерите и ботоксот, се дистрибуираат исклучиво во јавните здравствени установи со кои имаат склучено договор за јавна набавка или во приватните здравствени установи кои имаат специјализирана дејност. Значи само таму можат да се дистрибуираат, значи и да се од таму да се купат. Значи не може козметичко студио да купи филер или ботокс. И последното прашање кое го пативме до Малмет беше околу тоа дали врши контрола врз продажбата на ботокс и филери увезени во земјава или дали досега се утврдени неправилности во тоа и недозволена продажба. Одговорија дека Агенцијата за лекови и медицински средства врши контрола врз продажбата на ботокс и филери во аптеки, веледрогери, специјализирани продавници кои се регистрирани за промет на мало и промет на големо со лекови и медицински средства и наведува дека при контрола врз продажба на ботокс и филери увезени во нашата земја досега не се утврдени никакви неправилности во неговата дистрибуција, односно недозволена продажба. Ова се одговорите од Малмет, значи веледрогериите се увозници можат да ги купат само здравствени установи, не се утврдени нерегуларности и сите увезени производи мора да се регистрирани во Европската унија да ги поминат значи контролите на Агенцијата за лекови и медицински средства. Од каде тогаш црниот пазар во Македонија на ботокс и филери? Доктор Илиева? Видете, еве неодамна имаше на ДВ бар. На ДВ бари се Видете, секое медицинско помагало, медицинско средство, поново нарекувано, има следливост. Значи има баркод, како таков е увезен, како таков е дистрибуиран, да кажеме, до ординација, односно здравствена установа од приватна или од јавна пракса. Значи, секој хиалуронски филер има два баркода. Едниот баркод оди во историја на пациентот во соодветната ординација, приватна или јавна здравствена установа, а другиот баркод би требало да се даде на пациентот, тоест да има следливост. Зошто? Затоа што се разбира и самите производители алудираат на тоа дека се можни компликации
по апликација на хиалуронскиот филер, например, од алергиски до доцни имунолошки компликации, додека нели е дејството на филерот. Некои филери стојат 6 месеци, други година дена и подолго. Така што апсолутно следливоста е возможна. Меѓутоа, пак ќе кажам, ние не сме институција која би знаеле дали и како. Дали се нарачуваат онлайн, како доаѓаат во рацете на сигурно дека доаѓаат на нелегален начин. Не и кога, например, ќе ви понудат во козметичко студио филер ботокс, не може ли да го купат, бидејќи законот не предвидува тие да можат да купат. Тогаш е прашањето како дошле во нивни раце. Значи, видете, од друга страна, затоа и нели се овие предлог измени, од друга страна во тој правилник член 12 вели треба да има вработено медицинско лице. Сигурно потребата да биде вработено медицинско лице со високо образование е токму за апликација на овие работи. А овие работи треба да бидат купени од трговското друштво на каков начин кога е невозможно затоа што да, само можат да бидат дистрибуирани во јавни здравствени установи и во приватни кои имаат специјализирана дејност. Значи не може дури во општа медицина, значи мора да е специјализирано. Значи дерматологија или кои други затоа и токму дискутираме нели за веројатно за жал застареноста на за да се на овој закон. Но не само застареност, еве, значи логиката кажува дека законот не пропишува да можеш да се купи било каде и дека може да го има било кој. Тогаш самите граѓани треба да се запрашат кога ќе ви го понудат во козметички салон како и каков е тој филер. Во Србија имало примери на инјектирање на говедски желатин. Има и кај нас, силикони, примери на инјектирање на витамини купени од аптека. Значи, а се продаваат како филер? Се продаваат како нешто за разубавување. Филер како термин е широко. Се продаваат како нешто мезотерапија. Може да е желатин, може да е аквамид, може да е калциум хидроксиапатит, значи многу варијанти има. Хиалуронската киселина како материјал е најчесто употребуваната, зошто бидејќи е дел од нашето тело и е природна. Сите овие други желатини се со алергиски реакции. Ја немам искуство со тоа, мислам дека видете, постојат и локални препарати за нега и разубавување на кожа кои се користат во козметичките салони и како такви се произведени и регистрирани, одобрени за употреба на кожа. Не зборувам јас за аплицирање. Самиот производител вели дека не е injectable. Значи, тоест дека тој не е наменет за инјектирање во кожата. Така што, за жал, најчесто кога има злоупотреба од страна на немедицински лица се аплицираат. Има доктори што од регионот, веројатно со филерите во тие студија и боцкаат. Тоа е постојано прашање, затоа што ова што го збореше доктор Илиев, тоа е секој производ медицински има свој пасош или баркод. Се следи. Ако сакаме регулација на нешто, ни треба регулатива и следење. Многу лесно се доаѓа до податоци како влегол препаратот, дали е легален, како се одржува и каде се завршува. Многу едноставно, но ако сакаме да имаме регулатива, ако сакаме да го следиме тоа, да го регулираме. У оваа ситуација ние имаме сигурно нелегален увоз, нелегални препарати, нелегални стандарди на чување на препарати и на крај се сведува и нелегални или надри лекари кои ги аплицираат истите. Неќам да зборам дали има доктори. Веројатно има. Но сепак ситуацијата е пак контрола согласно законската регулатива која треба да ја направиме ние. И ако не ја направиме, секоја ќе биде сива зона, нема да може никој ни да ги казни луѓето ако ги фати, затоа што не е предвидена казна за таа работа. Тука ќе направиме пауза за реклама и одиме во завршницата од емисијата. Во завршницата сме и сега ќе разговараме за последиците и тоа со моите гости во вечерашната топ тема, доктор Анџелка Илиева, специјалист дерматолог, доктор Игор Пеев, специјалист за пластична реконструктивна хирургија и доктор Маријан Денковски, претседател на стоматолошката комора на Македонија. Доктор Денковски, да ја почнам јас низата на последиците или вие ќе ја кажете? Јазли, едеми, хематоми, хепатитис С, инфекции, пареза, некроза. Прво, секоја интервенција која е инвазивна може да доведе до компликации. Компликациите може да се случат на секој кој работи.
Значи не е дека не може и тој што најсовршено и најстручно работи и најовластен да се случи компликација, но тоа се вика компликација, друго е лекарска грешка. Овде зборуваме за можни ситуации кои се јавуваат при апликација. Значи од најосновната болка па до васкуларни некрози или до слепило, што коментиравме малку. Најбитно е да се препознае. Најбитно е докторот да знае да препознае компликацијата. Дури на најстрашните лекари им се случува алергиска реакција. Да, се може да се случи. Не знам, оштетување на не дај Боже нерв или нешто нерв, парези на нерви и така натаму. Од било кој што работи. Работава е затоа нашата цел е да ние медицинските лица работат ова, да не работат немедицински лица, затоа што медицинското лице во медицинска установа знае како да се справи со таа компликација која може на секој да се случи. Немедицинското лице може да направи голем проблем и тогаш више за пациентот или за граѓанинот, тогаш не е пациент веќе у случај, у козметички салон не е пациент, тогаш веќе има проблем. Така да компликации од болка до најлошите работи што може да се случат, дури и летално веројатно може да се случи ако нешто се направи. Анафилактичен шок што може антишок терапија или козметички салон. Ординациите имаат антишок терапија. Не може да се изреагира брзо. Дали има антишок терапија? Ординациите имаат антишок терапија, не само што имаат. Докторите знаат и медицинскиот персонал да употребува. Дали козметичарите знаат? Дали тие што работат, што не се ни козметичари, него со некое било какво образование, што ќе реагираат и со што. А така да секоја секунда е битна. Моментот на оваа тема е многу важно да препознаат и нашите колеги кои работат, сите здравствени работници кои работат во нестандардни услови, да не работат, да внимаваат што работат, како работат, а граѓаните треба да знаат. Треба да идат во установи кои се овластени, во кои може да им се пружи и дополнителна помош ако затреба. Ако се случи. Доктор Илиева, со какви се случаеви сте се сретнале кај луѓе кои дошле и се пожалиле кај вас после третман и дошле побарале помош од дали нестручно, дали лошо спроведено, дали од лош ботокс и филер или неадекватен, дали од лоши услови. Какви се случаи сте имале и ќе ја замолам режијата ако може да пушти неколку фотографии, едно кратко видео, морам да предупредам дека е малку непријатно за гледање видеото, кратко ќе го пуштиме. Вие слободно зборувајте, тоа ќе си... Видете, најчести компликации кои доаѓаат се навистина длабоки ткивни инфекции. Инфекции во длабоките слоеви на кожата кои се настанати од апликација на овие материјали во нестерилни услови. Понатаму се реакции тип тујотело или грануломатозни реакции кај пациенти кај кои се аплицирани препарати кои не се наменети за инјектирање и тие препарати организмот ги препознава навистина како сериозно тујотело и овде создава јазли, топчиња, така наречени грануломи, до создавање на абсцеси, уште подлабоки ткивни инфекции, понатаму исхемија или изумирање на дел од ткивото како резултат на недоволна циркулација во тој дел каде што е аплициран хиалуронскиот филер. Може би хиалуронскиот филер бил аплициран директно во самиот крвен сад, па направил директна обструкција, запушување на крвниот сад и понатаму нема хранење на ткивото околу, кое ќе резултира нормално со изумирање некроза, но понекогаш е и од самиот притисок на количината на хиалуронски филер аплицирана во близина на некој важен крвен сад, па доаѓаат пациенти кои имаат едни ливидни, цијанотични, модри усни, кои трпат притисок од тој тврд некој пример нелиценциран хиалуронски филер и така натаму. Така што најчесто се тоа за од ботулинов токсин, од предозирање на ботулинов токсин, паѓање на очни капаци, се исто така едни доста чести компликации. Кој е најкритичното да кажеме кога дошле кај вас побарале помош? Што било тоа што може да го издвоите како пример? Најкритично тоа што сме го виделе е навистина тип на грануломатозни реакции, длабоки ткивни инфекции, кога пациентка дошла со грануломи 20 на едната страна и 20 на другата страна на лицето, значи буквално како јазли, грудки кои се гледаат навистина од 10 метра вака сигурно. Доста грубо личи тоа, при кое што се третирани 3-4 месеци во континуитет за да може да се да дојде до прекин на таа имунолошка реакција со системска терапија или со апликација на кортикостероиди, пациент кој бил кај кого била извршена оваа интервенција во козметички салон.
инфекција, длабоко-ткивна инфекција на пациент кој што навистина последователно примал со недели системска антибиотска терапија, за да не дојде до сепса и понатаму ширење на инфектот. Доктор Пеев, ако се погледнат рекламите за аплицирање ботокси и филери, обично се кажува дека станува за едноставна процедура, брза, со многу малку ефекти и еве, цитирам, како најлош непосакуван ефект би се јавила мала модринка. Се согласувате со ова и кој е вашиот случај на... Сега ми текнул моментот на еден постар колега, само кога влегува во хирургија, ми кажуваше и вратарот надвор можам да го научам да сошие кожа. Но тоа не го прави доктор. Ме разбирате што сакам да кажам. Тие што рекламираат вакви, најстрашно е ништо, не знаат медицина, сакаат изимани, сакаат внимание, сакаат популаритет и нив не ги прави исто доктори. Така да апел до гледачите да внимаваат каде одат при апликација на овакви наводно безазлени интервенции, да одат кај лиценцирани доктори кои што се бават со тоа, кои што одат на обуки, кои што го пратат трендот во медицината естетска. И за крај ставот е дека има решение за ова, нека не повикаат од институциите, минимум доктор за општа медицина и дентална медицина со надоградба во нивната вештина за овие техники за разубавување. И морам вас да ве прашам кој е најкритичниот случај што сте го третирале после вака неуспешен третман? Последен пат спасивме едно девече со некроза во пределот на девече, да. И имаше една пациентка во која што беа аплицирани големи количини на непознат материјал во задникот, кој што тече таков тип на грануломатозни гноеви содржини од задникот и за која што требаше и хируршки да се интервенира. За среќа, ќе кажам, се уште не сме ги имале фаталните последици, кои што заради што и сме овде, у суштина да не се случи ова. Доктор Денковски, дали институциите ќе почекаат да ни се случи нешто такво, па да реагираат или ќе ги натераме малку порано? Да се надеваме дека институциите, согласно ова што го збориме, ќе дојдат до меѓусобна комуникација, ќе направат и они, да не поканат, затоа што сепак ние сме спремни тука да соработуваме, како меѓу себе што соработуваме, така и со институциите, за да донесеме регулатива и да се трудиме подоцна да таа регулатива се почитува. Затоа што сега, ако дојде пациент или граѓанин некој кој има проблем со апликација на ботокс или филер, ние не можеме ништо да превземеме. Затоа што тоа можеби не се случило ни во ординација, ни доктор некој што го работел тоа. Тоа е најголемиот проблем. И тогаш пациентот има избори пак да продолжи со надри лекари да се лекува, уште полошо, или да се обрати негде со задоснато лекување, што уште повеќе може да направи проблем. И јас да ве поканам, и вас, вие бевте пред 2 години на 6-тиот симпозиум за естетска медицина, што ќе се одржи следниот викенд, на 22 со предавачи од овде. Не следниот, валјда. Не ова, следната 22 и регионални експерти ова област. И за крај, уште толку имаме време, до кога ќе чекате одговор од Министерството и од Комисијата на барањето кое го поднесовте? Мислам дека за сега се уште немате одговор од нив. До кога ќе чекате и што потоа? Навистина не знам што потоа. Ако не викнат, чекаме малку, пак ќе дојдеме до вас. Битно сме овде ентузијастички расположени. Колку лекари рековте дека се стојат за това? На 300 лекари. На 300, ако и повеќе, затоа што интересот е и на нашите стоматолози да биде ова ставено у некој правна рамка со критериуми за... Затоа што потребно им е и на нив, потребно е затоа што е недоволно со без никакви обуки, без никакви дури и сертификати или со сомнителни обуки да и самите работат тоа. Не е тоа толку едноставно да почне некој и сепак мора да се знае, не може секој и незавршен стоматолог, а незавршен, дури и завршен со минимум неколку години стаж да работи оваа работа, затоа што сепак сметаме дека треба да има малку
ова е сериозна работа и се надевам дека нема да го следиме примерот на регионот, па после некакви случаеви да реагираме. Да ве исправам. Кажете? Се надевам дека ќе го следиме примерот на регионот, затоа што сите имаат закони и правилници. Да, но кај некои од нив се имаат случајно најпрво проблеми. Затоа што ние останавме само со ладна вода. Сите ја измислија топлата вода, само ние сме со ладна вода. Ајде да се надеваме дека ние ќе измислиме топлата вода. Ви благодарам за гостувањето. Се надевам дека ги разјаснивме некои работи, дека можеби и подигнавме свеста и кај граѓаните кои не гледаат да внимаваат каде и како се разубавуваат на ваков начин. И секако ви посакувам пријатна вечер и останете со програмата на Телма. Пријатно.